Премиерот Мицкоски размислува за ограничување на маржите како одговор на растот на цените. Во денешната изјава тој истакна дека многу скоро владата ќе излезе со предлог решенија со цел регулирање на цените на основните прехранбени производи. Во моментот се водат интензивни консултации со експертската јавност, како и со трговците, производителите и дистрибутерите, за да се изнајде најдоброто решение. Размислуваме, се консултираме со експертската јавност, следиме што се случува со однесувањето на трговците, на производителите, на дистрибутерите, но и на ланците на трговци. Така што ова е еден сериозен процес во кој што сериозно навлегуваме и мислам дека многу скоро ќе излеземе со предлог решение. Кога? Па периодов. На цените реагираат и граѓаните. Велат дека по завршената мерка од претходниот месец забележале дека истите сепак растат. Па тешко е. Мислам, ние постарите, а младите, ако зимат убава плата, за тие не е тешко. Многу. Премногу е. Скапо, шо зависи за кој, уствари. Зависи за кој. Тешко. Ма какво намалени цени, брат, цени намалени, они секој ден ги качуват. И не и требат мерки, а тај што има 24.000 и 10 мерки да има, нема ефект. Ако има добри плати не е тешко, ако немат, тешко е, со нашите плати е тешко. Едва обстануваме со пензијата, со лекои, лековите се многу скапи. Инаку од Државниот пазарен инспекторат вела дека се вршат редовни инспекциски контроли во рамки на своите надлежности со сите расположливи ресурси за тековно постапување и спроведување на законските регулативи. Државниот пазарен инспекторат постапува во согласно со законите и годишниот и месечниот план за работа. Дополнително покрај редовните надзори постапува и по пријавени достави од граѓаните и други институции согласно законската регулатива. Апелираат и понатаму до граѓаните доколку забележат неправилности да пријават на телефонскиот број 191 или на нивната веб страница.